Ова е тоа што го зборев предходно, а сега вие со пример го покажавте дека во пракса како функционира. Односно, кога имате одговор на прашањето, тоа знаете да го развлечете како сега, да цитирате и членови, и ставови, да се повикувате на се и се што, затоа што имате одговор. Ама на тоа што требаше да одговорите, а тоа е дека треба да ставите точка на дневен ред за кое што веќе има материјал на пленум, што и не е толку битно, бидејќи поради итноста може и без материјалот дополнително да се достави, но немате одговор, тоа го премолчувате и давате право на друг да продолжи со процедурални или одредени барања. Тука е вашата неконзистентност и толкување, односно функционирање на деловникот на начин на кој што вие сакате да функционира, а не може така, затоа што одредени процедури, сакале вие или не, мора да се почитуваат, вие не ги почитувате, јас ќе ве опоменувам и ќе реагирам секој за нив, и за да имате доволно време и да ми дадете одговор на барањето да се стави дополнително точка на дневен ред, врз основа на член 81 став 2 барам 1 час пауза, за да можете да спремите одговор и да ми одговорите после на барањето кое што ја го поднесов, а тоа е ставање на точка на дневен ред врз основа на кое што ќе се произнесат пратениците. Да заклучам, врз основа на член 81 став 2 барам пауза од 1 час.